Една година по трагедијата во која на пешачки премин беше прегазен ученикот Седат Мустафа во дворот на училиштето Колен Ехтенин во Штип, неговите соученици од прва, а сега веќе втора година засадија дрво. Емоциите денес беа нагласено присутни кај сите, а поготово кај оние што со него ја делеа училницата и клупите. 9 часот и 5 минути. Училишното звонче го означи почетокот на големиот одмор, но за жал и крајот на еден млад човечки живот. Каде брзаш човеку? Подолу има уште еден пешачки премин и таму поминуваат ученици, студенти, вработени, возрастни, млади. Подолу има и уште еден пешачки премин и таму поминуваат луѓе. Чинот на сеќавање со учениците го сподели и првиот човек на реномираното училиште, Дејан Павлов. На прерано згаснатиот живот ќе засадиме едно дрвце кое што ќе биде символ да во иднина пазат сите возачи, не само пред нашето училиште и пред сите институции во општината и да посакаме веќе никогаш во иднина да не се случуваат вакви трагични настани. Овој трагичен момент конечно го реши безбедносниот појас на најризичниот училишен премин во Штип, каде досега имаше безброј несреќи. Зградбата на кружниот тек веќе е подобрена безбедноста на учениците. Еве во тек е јавна набавка за поставување на ограда пред самото училиште, со што мислам дека уште повеќе ќе зголемиме безбедност. Трагедијата на семејството Седат од Штипско Радање комплетно го смени животот во нивниот дом. Тие одбележуваат една година откако среќата од нивниот дом и го отстапи местото на жалоста. Лошо. Па, како да речем, ја не знам. Тешко на срцето? Етен. Полошо нема. Кога ме текне, не може да спиеме. Во меѓувреме, возачот кој ја предизвика несреќата неправосилно е осуден на 5,5 години затвор. Казна која семејството повеќе ги иритира од кукутеши. Најмалко баре 15 години. Пешачки премин. Брзо возење. Другото возило нели застанал. И тука тоа е намерно. Ја така рачунам. Да жалиме, ја мислам. Нема фајда. За подсетување, откако беше прегазен на пешачки премин за време на големиот училиштен одмор, 15-годишниот Мустафа Седат 15 дена се бореше за живот и беше во кома. Смртта по него дојде на 21 ноември пред една година.